Почитувани, како што одминува пандемијата и изборите стануваат реалност, така и сплашениот Мицковски со сите сили се обидува да избега од изборното соочување. Мицковски се плаши од волјата на граѓаните, тоа е видливо и тоа е јасно, и затоа пласира бројни невистини. Последната лага на Мицковски и ВМРО-ДПМН е дека Венецијанската комисија наложила државите да организираат избори ако се поминати 60 дена по завршување на вонредната состојба. Тоа воопшто не е точно и дополнително таква препорака не се однесува на нашата земја, туку само на Грузија поради одредбата во низиниот устав. Да го подучиме Мицковски. Нашиот политички систем функционира по уставот на Република Северна Македонија, а не по уставот на Грузија. Самиот извештај на Венецијанската комисија започнува со реченицата: не постои формално правило во меѓународното право кој ќе им забрани на државите да одржуваат избори или референдум дури и за време на вонредна состојба. Понатаму реферира на различни уставни и законски примери од државите за чии законодавства Венецијанската комисија давала мислења, меѓу кои е и уставот на Грузија. Тој устав предвидува дека по воена или вонредна состојба нема да се спроведуваат избори пред истекот на 60 дена. Но ВМРО-ДПМН или не знае, или се прави дека не знае дека во нашиот устав нема такво нешто. Нашиот устав е поинаков и определува дека избори не може да има само за време на вонредна или воена состојба, односно дека за време на воена или вонредна состојба се продолжуваат мандатите на пратениците и на претседателот на државата. Ова воопшто не значи дека постои рок од 60 дена кои треба да поминат од крајот на вонредната до денот на изборите. Ваквите обиди за груби манипулации се доказ дека Мицковски свесно лаже, затоа што е исплашен од поразот што му следува. Јасно му и нему дека по сето она срамно однесување за време на кризата со коронавирусот, дека по сите изнесени лаги и конструкции, единствено што му следува е пораз на парламентарните избори. Го разбираме стравот на Мицковски од изборен пораз, но тој неминовно ќе му се случи. Апелираме на одговорност и ставање на интересот на државата и на граѓаните на прво место. Тоа значи избори во најкус можен рок, веднаш по спласнувањето на пандемијата.